Почитувани, денес во Собранието на Република Македонија на дневен ред доаѓаат причините поради кои мораше целосно да се суспендира демократијата, да се прекрши деловникот, законот и уставот, да се тепаат пратеници и насилно да се сврлуваат новинари. Денес во Собранието на Комисијата за финансирање и буџет, без присуство на опозицијата, е одобрен заемот од Светска банка во износ од 50 милиони долари или 38,7 милиони евра. Дополнително, во собраниска процедура денес влегува и законот за нов заем од Deutsche Bank во износ од 250 милиони евра, кој исто така, без присуство на опозицијата, се очекува да биде донесен до крајот на оваа година. Покрај ова, само од 18 до 25 декември, или додека траеше расправата за буџетот и тепањето на пратениците, државата на домашниот пазар го зголеми долгот за нови 125 милиони евра. Ако ги собереме на куп сите овие задолжувања, власта во овој краток период ги задолжува граѓаните на Република Македонија за преку 400 милиони евра. Почитувани граѓани, денес станува јасно зошто власта покажа толку голема нервоза и агресивност сите овие денови. Сето ова што се случуваше во парламентот, кршењето на деловникот, на законот и уставот, тепањето и сфрлањето на пратениците од опозицијата надвор од собранието, како и насилната цензура на новинарските слободи, сето тоа власта го направи само за пари, и тоа за многу пари, за преку 400 милиони евра само во овој краток временски период. Со тоа власта покажа дека за да ги грабне парите, спремна е се да направи. Тие пари на власта и се потребни за да се обезбеди поддршка за своето обстојување. А не мораше да биде вака. Власта можеше да го прифати планот за штедење на опозицијата, со кој ем имаше пари за плати, за пензии, субвенции, исплата на социјална помош, ем ќе беа скратени сите непотребни трошоци, ама граѓаните немаше да бидат задолжени за нови 400 милиони евра. Наместо тоа, власта одбра насила да го задолжи секое четворочлено семејство во Македонија за нови 800 евра. Благодарам. Дали имате некои прашања? Повелете. За кој долг зборувате? Државниот долг во износ на процент од бруто домашниот производ во 2006 година. Значи вака, власта кога зборува за нивото на јавниот долг, висината на јавниот долг и кога сака тоа да го поврзе со времето кога СДСМ беше начело на владата, таа го користи податокот од крајот на 2005 година. СДСМ не ја предаде власта, односно ВМРО ДПМН не дојде на власт на 1 јануари 2006, па да го употребувате податокот од крајот на 2005. Значи, власта се смени некаде во третиот квартал од 2006 година. Според тоа, ако го земете тој податок од тоа време, ќе видите дека ВМРО ДПМН и покрај тоа што во касата ги најде парите од продажбата на ЕСМ и со тие пари пред време враќаше долг, сепак ВМРО ДПМН со тие пари, наместо со своји заштедени пари во буџетот, повторно ја дотера работата до таму до каде што ја дотера со нивото на задолженост, мислам зборувам за јавниот долг. Она што е најстрашно во целата ситуација не е самото ниво на долг денеска, туку зашто беа сите овие огромни задолжувања во изминатите неколку години. Сите задолжувања на релативно краток период, не за капитални инвестиции, за така наречени сите буџетски потреби, финансирање на сите буџетски потреби, задолжување чија што цена на крајот ќе ја платиме сите. Само за периодов за кој што зборувам сега, значи од 18 практично до крајот на годинава, нови 400 милиони евра. Не се тие пари врзани за конкретни капитални трошоци, да се знае кога почнуваат, кога завршуваат. Тоа е тоа однесување
за кое што се боревме, сакаме да се промени, и тоа е тоа што е неодржливо. Благодарам. Дали имате некој друго прашање? Да? Значи, односно на тоа, медиумите пишуваат дека веќе се добила шпакањето од Светска банка за писмата, што ти пратиле до таму. Дали вие, како човек кој што ја креира економската политика на СДСМ, чувствувате одговорност? Зашто да чувствам одговорност? За демандите од Светската банка. Вака сега. Мене многу ме интересира да видам во Doing Business извештајот како ќе биде вреднувано тоа што буџетот на Република Македонија за 2013 година е донесен надвор од законски предвидената процедура и фактот дека на незаконски начин беа исфрлени новинарите за да може да пренесуваат од состанокот на парламентот, од седницата на која што требаше да се донесе буџетот. Значи, многу ме интересира како Светска банка тоа ќе го оцени, како тоа влијае на амбиентот, на економскиот амбиент во Република Македонија. Инаку, ќе ви кажам вака, сето она што беше напишано во писмото испратено до Светска банка е загриженост, е придружување на загриженоста која што претходно за одделни елементи ја искажале и Европската комисија и Меѓународниот монетарен фонд. Таа загриженост останува и понатаму, особено сега кога гледаме дека власта за да дојде до парите, затоа беше толку агресивна и нервозна, таа е буквално спремна да изгази се на патот. Одговорот од Светска банка коинцидира со промоцијата на еден извештај за регионот, за кој што, ако се сеќавате, од Светска банка има презентација, изборува, и таму искажаа меѓу другото ставови дека, например, земјите од регионот треба да го намалуваат нивото на долгот. Ние разбираме дека тоа е исто така порака која што се однесува и на Македонија.